Почитувани граѓани, откако власта на Груевски го донесе народот до екзистенцијален крах, во огромна сиромаштија, не притисна нас граѓаните од сите страни до примери на самоубиства како начин на бегство, сега ќе не лечат во депресивни центри. Самиот фонд за здравство, раководен од ВМРО ДПМНЕ, призна дека во последниве 7 години процентот на граѓани кои пијат популарно апчиња пораснал за неверојатни 70%. Во првите 3 најзастапени групи на лекови се апчиња за срце, за желудник и за смирување. Не треба да се биде психијатар за да се знае дека проблемите со срцето, стомакот и депресијата се резултат во најголем дел на неподносливиот стрес на кој што се изложени луѓето поради начинот на живот. Според последните достапни податоци, 200.000 граѓани на Република Македонија се во депресија. Во просек, секоја 5-та жена и секој 5-ти маж во земјава страда од овој проблем. Најавата на власта за отварање на 36 центри за лекување од депресија, во кој што ќе се оди без упат, без сини картони, упатува на нервозен обид на власта да се ослободи од одговорноста до каде ги донесе граѓаните. До работ на огромна задолженост и сиромаштија, на безпарица, на неперспективност, до работ на издржливото. Оттаму потиштеноста, оттаму несоницата, безнадежноста, раздразливоста, оттаму повлеченоста. Менталното здравје на граѓаните на Република Македонија има загрижувачки тренд. Тоа не се лечи само со депресивни центри. Центрите за депресија ќе ја третираат последицата. Потребно е да се интервенира во причините. Општеството ни е болно. Политиките со кои што се управува системот се нездрави. Апелираме, паралелно со отварањето на центрите за лекување од депресија, владата на Груевски да престане да мисли само на нивните интереси и да го почне лекувањето од врвот на пирамидата, од системот, како сериозен предизвикувач на алармантната состојба со депресивниот народ во земјата. Ако воопшто има волја за тоа. Ви благодарам.